Со награди, благодарници и признанија денес се стекнаа добитниците на литературниот и ликовен конкурс во Штипската библиотека Гоце Делчев. Настанот се одржува по петти пат во рамките на библиотеката, а истиот се одржува во чест и пресрет на празникот посветен на сесловенските просветители Кирил и Методи. Директорот Драган Георгиев дециден дека конкурсот ќе премине во традиција. Институции, Средното општинско училиште Димитар Мирашчев Штип и Национална установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип секоја посебно распишаа литературен и ликовен награден конкурс, на кој можеа да учествуваат ученици од основните и средните училишта. На овој конкурс станува збор за два одделни конкурса со заедничко одбележување на доделувањето на награди. Имаме пригодни награди, како награди имаме книги, прибори за сликање, сепак самиот конкурс беше во таа намена. Литературен и ликовен конкурс. Јавени ни беа преку 100 учесници, конкуренцијата беше многу интересна, прекрасни дела, прекрасни творби имавме, на комисијата имаше сериозно тешка задача за да избере нешто од сите што се пристигнати. Дека конкурсот е подеднакво важен и за Средното текстилно училиште во Штип, согласни беа професорите од таму. Вела дека и за нив представува чест што и тие се дел од истиот годинава. Овој настан има за цел афирмирање на творештвото кај младите, потикнување на креативноста и продлабочување на националниот, културниот и јазичен идентитет. Учениците од основните и средните училишта има можност преку пишани и визуелни форми да го прослават и да го изразат делото на браќата. Упатуваме благодарност до сите учесници, ментори и присутни за поддршката на овој настан. На распишаниот литературен и ликовен конкурс во училиштето имавме голем број на пријавени учесници, некада имаше околу 43 литературни творби. Работата на комисијата беше доста тешка за да се одберат, меѓутоа сепак моравме да одбереме по 3 најдобри во секоја категорија. Им благодариме на учениците за нивниот искажан убав збор и се надеваме дека со ова ќе ги потикнеме да и понатаму го искажуваат својата мисла и својот убав збор. Сакам да изразам голема благодарност до директорката Марина Веродиновска која овозможи да се реализираат овој ликовен конкурс, каде учениците учествуваа со своите ликовни творби, а имавме прекрасни творби и се надевам дека во иднина ќе продолжиме со слични вакви ликовни и литературни конкурси, со тоа што ќе ги потикнеме сите ученици. Инаку на настанот учество зедоа повеќе училишта од градот Подисарот, а добитниците се стекнаа со солидни подароци кои ќе им служат во текот на нивното образование.